песни. Вечно те ја сакам во краја своја, Скопје кажи ми. Здраво живо, вие сте на вистинско место во вистинско време на вистинска телевизија и вечерва почнуваме еден партнерски заеднички потфат со вас, почитувани граѓани, да обрнеме внимание на вашето непосредно соседство, на вашата улица, на вашето мало и на вашата општина. Започнува првото издание на локалната програма Скопје ми е дома. А ако нашето мото е да не нервираме, туку да информираме, едуцираме, релаксираме, па дури и мотивираме, тогаш ова емисија е токму тоа место во кое што ќе ги најдете сите овие компоненти. Но почнуваме да представуваме на почетокот општини, за која општина се работи. Ајде да видиме. Општина Газибава се наоѓа во северниот дел на Република Македонија и се простира во источниот дел од Скопската котлина и град Скопје. На територијата на општина Газибава на крајот од 1912 година биле формирани 3 општини: Асанбеговска општина, Асанбегова, Инчиково, Маџари, Стајковце, Рукумија и Трубарева со 880 жители. Брнарска општина, Брнарце, Баре, Арачиново, Моранце, Орланце и Страчинце со 834 жители. Булачанската општина, Булачани, Раштак, Црешово, Бутел и Чифлик со 2186 жители. Ете така, вие сте со новата локална програма на вистинска телевизија Скопје ми е дома, која што како би започнало поинако, ако не од дома. Односно, вистинска телевизија, просториите се сместени во, според еден стар македонски убав збор, атарот на општината Газибава. И во оваа прилика, ете така за севте, што би рекол народот, го најавувам градоначалникот Бован Стевковски, како домаќин во овој случај, нели, на општината во која што и ние сме професионално во овој момент ангажирани. Добре дојдовте и за многу години сретение господово. Јас вака ќе го почнам муабетот, иако според црковниот календар веќе започна следниот ден, бидејќи она што луѓето кои биле во вашиот кабинет веднаш може да го забележат е еден мал иконостас кој привлекува внимание. Добро вечер, благодарам на поканата и можноста да разговараме за проекти во општина Газибава. За многу години нека е денот сретение господово. Јас сум еден голем верник, така да во делот на моите работни активности секој пат ги започнам со одредена молитва пред иконите, со крстена вода и започнува денот. Што би рекле молитва, па мотика. Така. Така е. На средината се некаде на мандатот, се прават рекапитулации, верувам дека оние што работат совесно, тие рекапитулации ги прават и на крајот на секој работен ден, на крајот на работната недела, месечно, квартално и така натаму. Меѓутоа, ајде, ако направиме некаков пресек според некакви статистики, колку сте задоволни од сработеното, може би низ бројки што е она што сте го ветиле и што е она што сте го исполниле и што може би многу сте сакале, меѓутоа ќе остане предизвик во следниот период. Токму така, изминатите 2 години општина Газибава бележи голем развој во сите области. Нормално како одговорна локална самоуправа, јас како градоначалник пред кога се кандидирав за градоначалник на општина Газибава, пред граѓаните излегов со одредена програма, која што подоцна преточивме во програма за работа на општината и сега го водам еден статистички податок што од таа програма реализираме. Сите сектори, согласно областите кои се во таа програма, си имаат своја надлежност да ги следат роковите во таа програма, нормално согласно расположливите ресурси, во тековните години согласно роковите тие проекти да се имплементираат и верувајте, можам слободно да кажам дека за мандатот 2 години сум задоволен од она што го сработивме. Програмата е реализирана во 67% во однос на сите проекти што се од надлежност на локалната самоуправа,
Ако ме прашате дали има уште проекти што треба да се реализираат во општина Газибава, ќе речам дека треба уште понатаму да продолжиме мотивирано и посветено да работиме, затоа што општина Газибава е една од најголемите општини по територија во градот Скопје, кој што фаќа урбан и рурален дел, кој што имаат свои специфики. Ако во руралниот дел се уште говориме за изградба на фекални канализации, водоводни системи, асфалтирање улици, во урбаниот дел има посебни специфики од изградба на спортски игралишта, изградба на нови паркови, нови зелени површини, реконструкција на плоштади и така натаму и така натаму. Така да имаме уште доволно проекти што треба да ги реализираме наредниот период. Знам дека е тешко да издвоите, би можело да се потенцира нешто што накратко ќе издвојам дел од проектите што се реализирани во изминатиот период. Ќе се осврнам пред се на подземната инфраструктура, тоа е изградбата на фекалната канализација во руралните средини во општина Газибава. За период од 2 години изградивме фекална канализациона мрежа во должина од 23 км. Ќе потенцирам во должина од 23 км. Ќе набрам дел од населените места каде што го реализираме овој проект. Тоа е населеното место Црешево, населеното место Страчинци, населеното место Смилковци, населеното место Трубарево, Чукурмало, населеното место Гоцеделчев, населеното место Јурумлери и останати населени места, кои што изминатиот период во неколку фази реализиравме дел од изградбата на фекална канализација. Исто така особен акцент ставивме на подобрување на патната инфраструктура. За 2 години асфалтиравме локални улици на површина од над 30.000 метри квадратни. И во наредниот период фокус на асфалтирање на улици, особено во руралниот дел, и нормално реконструкција на патната инфраструктура која што е дотраена во урбаниот дел. Изградивме 18 терени со подлога од тартан, кои се наменети за спортување на нашите млади генерации, 3 терени со подлога од вештачка трева, реконструиравме и изградивме нови 48 детски забавни катчиња за нашите најмлади. Комплетно отворивме ја изградивме и отворивме училишната спортска сала во основното училиште Кирил и Методи во Стајковци, а започнавме минатата година изградба на нова училишна сала во населеното место Булачани, која што оваа 2024 година ќе биде комплетно завршена и ќе биде ставена во функција на нашите најмлади генерации со цел да можат часовите по физичко и здравствено образование да ги одржуваат во едни најсовремени услови. Кога сме кај образованието, за прв пат оваа година во општина Газибава се воведе нов проект, а тоа е училишна униформа за секој ученик, со цел да ги намалиме оние социјални разлики што особено ни превладуваат кај помладите. Тоа значи дека општината ги покрива тие униформи? Општината комплетно ги покрива сите средства за училишни униформи за 6800 ученици кои што учат во 11 училишта на територија на општина Газибава. Од аспект на директна финансиска поддршка на граѓаните воведовме неколку јавни повици со цел директно стимулирање на граѓаните, за да можат граѓаните да си рефундираат дел од средствата за набавка на клими, дел од средствата за набавка на велосипеди, дел од средствата за набавка на печки на пелети. Од оваа година за прв пат воведовме и субвенции за сончеви колектори. Имаме јавни повици што се актуелни во текомните во овој период за финансиска поддршка на спортски клубови, индивидуални спортисти, за невладини организации, за реконструкција на кровови на згради, за реконструкција на кровови на куќи на семејства во социјален ризик и така натаму и така натаму. Буквално сакаме средствата што ги прибираме од граѓаните директно да ги вратиме повторно кај граѓаните. Така, имате и социјална и еколошка компонента, како што е впрочем и она мерка што е исто така интересна со субвенционирање на инсталирање на приклучок на газ на автомобилите и така натаму. Токму и таа мерка исто и оваа година се реализира. Да, што впрочем е и тоа. Само да им кажеме гледачите вака на сред разговорот дека тука меѓу нас ова што оди се некои снимки од дрон во некои места во општината и можеби ќе прокоментираме и со моите следни соговорници за тоа каде се наоѓаме. Јас како човек од страна може да ми помогнете да се снајдам. Ова е плоштадот Филип II во автокоманда, кај што изградивме едно прекрасно забавно каче за нашите најмлади. Тоа што гледаме пред нас. Комплетно е променета цела урбана опрема, имаме поставено нови клупи, во моментов се поставуваат и нови канделабри со цел плоштадот во автокоманда да го добие оној посакуван лик, бидејќи во изминатиот период и тековно е место кај што се собираат голем број на жители кои што гравитираат во овој регион и место кај што се одржуваат голем број на културни и забавни програми. Инаку само да кажам дека овие дрон снимки ги правиме со нашиот веќе проверен и докажан и квалитетен партнер, верен партнер, Macedonija from Above или Македонија 360, кој што навистина максимално професионално ги обезбеди овие снимки.
Понатаму ќе се вклучуваме и директно, ние имавме такви искуства, дури и на полнок за нова година се вклучивме директно со дрон, меѓутоа тоа е друга приказна. Она што човек кога ќе дојде одстрана во населбава, односно во општината, вие добро кажавте дека е комбинација на урбани и рурални моменти, значи згради и природа на некој начин, онака и природа на дофат, блиску до урбаниот дел. Меѓутоа, она што им паѓа на луѓето како прв печаток е тоа дека овде се гледа малски живот, се гледаат деца на улица, може да се видат, нешто што во некои други скопски населби или во центарот на Скопје одамна е мислена именка, ајде да не кажам. Така што, веројатно и заради тоа и обрнувањето на внимание на децата и младите, кои тоа е друга приказна, ни заминуваат се повеќе и повеќе. Токму така во повеќе населби во општина Газибава се уште владено и дух на малска дружба. Јас роден сум во населата Керамидница, меѓутоа израсната и полупериод од моето време поминат во автокоманда, сега живеам во населеното место Железара, така да сегде тој дух преовладува, оние малски игри, оние малски дружења, нормално играње на фудбал, согласно тогашните услови на улица со камења и слично, меѓутоа сето тоа сакаме да го смениме во овој период, затоа пред се инвестираме и во подобрување на спортската инфраструктура со цел пак е сопштам младите генерации да имаат место за да спортуваат и да рекреираат. Ги збомнавме младите, но да не ги заборавиме и оние повозрастните, односно пензионерите. Бидејќи ова интерактивна емисија и посветена е на граѓаните, не само вие од локалната самоуправа да се фалите што сте направили и што треба да направите, туку да ги вклучиме и нашите сограѓани. Веќе ја имаме на Вибер врска, кој вели дека пензионерите не знаат да користат Вибер. Председателката на Сдруженијето на пензионери на општина Газибаба, Стојне Тодоровска. Ќе видиме потоа и во еден прилог каде што пеат пензионерите. Добро вечер и добре дојдовте во првото издание на Скопје ми е дома. Во овој случај Газибава на сите ни е дома. Добро вечер, како прво поздрав до нашиот градоначелник, од сите членови на моето здружение, кои што секој пат е со нас и за нас, а поздрав и до вас како домакини на оваа ваша, верувам дека ќе биде многу гледана емисија. И убаво да си поминеме, верувам дека и понатаму ќе се дружиме, ќе имаме многу прилози заеднички со вас. Апсолутно, ви благодариме. Нашата екипа се дружеше, ќе го видиме тоа подоцна со членовите на вашето здружение и онака во една навистина опуштена атмосфера, дури се пофалија дека каснале и премногу вкусни мекици, ќе го видиме тоа во прилогот кој што го подготвија. Како е да се биде пензионер во Газибаба? Обично велат доцно доба и така натаму, дали е тоа навистина така или ако се има мотивираност, ентузијазам и младешки дух, никогаш не е доцна за ништо. Така е. Во животот никогаш не е доцна за ништо. Ако знаеш да си го организираш животот, ќе биде добар. Значи секој период од животот си има своја убавина, а наш да си го организираме животот. Добро. Малку проблеми со конекцијата. Да, во ред, продолжите. Да, како ние пензионерите од Газибава верувам дека и животот и во третата доба е одличен. Апсолутно. Дали имате нешто да порачате, некој предлог ете вака јавно на градоначалникот или тука да се исклучиме со повторно. Дали имате нешто да порачате? Може би да посочите некаков проблем, некаква пензионерска желба за воиднина, не дека градоначалникот тука исполнува желби, меѓутоа нели во секојдневната комуникација со граѓаните да искористиме приликата. Така ви благодарам. Желбите наши секој пат градоначалникот е тука да ни ги исполни и ни ги исполнува. Секој пат е со нас, а сега би сакала да му порачам дека ние, нашето Здружение ќе биде домаќин на 23-тите регионална ревија на песни игри, која ќе се одржи, верувам, на плоштадот наш во автокоманда и би сакале нашиот градоначелник да ни биде гостин, како и секој пат, да ги поздрави нашите пензионери, а не само од Газибава, него имаме од 5 здруженија од Скопје, каде што ќе бидеме домакини. Голема чест ќе ни представува, ако биде со нас, што верувам дека ќе е така, секој пат е со нас и секој пат за нас пензионери. И од денес натаму и од срце. Да, повели. Од денес натаму и екипата на нашата телевизија ќе биде таму, така што гледачите ќе можат да видат, а денеска чисто како шлагворд еден вовет, имаме и една песна која што ќе чуеме подоцна во прилогот, па нека видат луѓето како пензионерите знаат и да пеат, и да се веселат, и да бидат радосни.
Ви Баш благодарам. така, денеска вашата екипа. И јас ви благодарам и повелете во секое време, вратите на нашето здружение се отворени за сите кои сакат да се дружат, а и за вас како телевизија во секое време дојдете, снимете да видите како ние го исполнуваме денот, си ги поделуваме проблемите и си го правиме поубав и порелаксиран денот да ни помине, поубаво да старееме, активно да старееме, значи не да мислиме на лошите работи, него и на убави работи. Значи Така, повелете имаме во исто секое мото, време да не се- се нервираме, да се релаксираме, а бога ми и да се мотивираме. Благодарам уште еднаш, поздрав, се гледаме во некоја Ви следна благодарам и прилика. на вас. Ви Оваа емисија е динамична, мораме да продолжуваме, што би се рекло, многу динамично, не само заради тајмингот на нашата програма и емисијата, туку и заради обврските кои ги има градоначалникот, а кои не би било клише, онака да се каже, дека се 24/7 без малку. Пред малку разговаравме, веројатно различни професии се, меѓутоа, ако можеме денот да го направиме од 24, барем 28 сати, би било добро, барем Ќе може се да стигне. да се стигне секако. Баш така. Можеме нешто за крај, јас ќе во слободам, со благодарност за гостувањето во емисијата, да поентираме што е следно, што е прво, што е најинтересно, најново, најмногу за најавувањето, да речем. Она што сакам да го соопштам е дека секој пат како локална самоуправа тежнеевме да имаме развоен буџет сконцентриран на капитални инвестиции. Ако 2022 и 2023 можам да ги оценам како мощни успешни години за реализација на проекти, верувајте дека 2024 ќе биде исто така година на реализација на капитални инвестиции. Оваа прилика најавувам изградба на нова училишна зграда на основното училиште Крстен Мисирков, која што ќе започне негде крајот на месец март, најдоцна почеток на месец април, бидејќи во тек ни е постапка за избор на изведувач кој што ќе реализира изградбата на новото општинско училиште Крсте Петков Мисирков, изградба на најмалце 2 детски градинки во оваа година, тоа е изградбата на детската градинка во Трубарево, изградбата на детската градинка во Инџиково, а се надевам дека согласно развојната програма која што имаме донесена, дека ќе до крајот на годината ќе можеме да започнеме изградба на трета градинка, тоа е градинката кај салонот на Мерцедес, која се наоѓа помеѓу Керамидница и Маџари. Оваа година започнуваме со комплетна реконструкција на културниот дом во Ченто, кој е едно децениско барање на жителите кои што гравитираат во овој регион и после 30 години комплетно ќе се реконструира културниот дом. и некој наши ќе биде гледачи, место каде што ќе можат граѓаните да посетуваат одредени културни содржини, изградба на спортскиот комплекс во населбата Хиподром, кој што наредните денови официјално ќе отпочнеме со реализација, изградба на нови спортски терени, изградба на нови детски катчиња, изградба на нова фекална канализациона мрежа во руралните средини каде што нема, ќе спомнеме, продолжуваме во населеното место Трубарево, во Трубарево Чукурмало, продолжуваме населеното место Јурумлер и Коцеделчев, дел од фазата во Црешево и паралелно проектираме изградба на фекална канализација во другите рурални средини, асфалтирање на над 30 улици во тековнава 2024 година во повеќе населени места и многу други проекти кои што ќе ги реализираме. Јака ви душа, што да речем, јас вака додека слушав ми беше напорно, а не ова сето да се допамти, а камоли да се направи. Јас ви посакувам да останете доследни на вашето мото, повикувајќи се на делата, не на зборовите, и за доброто нели на сите нас и успех во служењето на граѓаните, впрочем и во управувањето нели со нивните пари во интересот кој што е заеднички. Вие како што кажавте сте жител од дете на ова општина и на различни населби кои што се лоцирани во ова општина, така што непосредно ги чувствувате и можеби ете така непланирано се погоди и дека да имаме човек на кого навистина газибаба му е дома. Ви благодарам уште еднаш, ве ослободувам и се гледаме во следна добра прилика. А ние продолжуваме со она што го најавивме, а тоа е да видиме како се дружат и пеат пензионерите. Вечно ја сакам Босаја своја, Скопје кажи ми. 72 годишната Трајановска Драгица е пензионер на општина Газибаба. Таа секој ден точно во 8 часот го отвора клубот на пензионери и им го подготвува првото кафе или топол чај. Да им угодам на пензионерите со варење на чај, некои сакаат кафе, некои
да кажам и топла ракија, зимно време, летно време не, али зимно време да. Како и нив, така причека и нашата ТВ екипа. Нам не интересираше како изгледа и како поминува еден ден во пензионерскиот дом, но и кои се нивните активности. Табланет, шах, домино, ред муабет и ред музика, мирис на чај и пржени мекици. Избор имаат, секој се бира својата активност. За историјата на нивното здружение, пред нашата камера ни откри претседателката Стојна Тодоровска. Здруженијето тоа брои 14.000 пензионери, распоредени сме во 11 огранока и 13 клуба. Еден од нив е овој кај што се наоѓате денеска. Таа вели дека најмногу што исполнува неа е насмевката на лицата на пензионерите. Дружењето, задоволството на лицето на пензионерите дека наоѓаат каде еден дел да поминат со нивни генерации, да споделат искуства, да споделат па некој пат и убави и неубави работи, затоа што ние повозрастната генерација сме оставени повише сами на себе, младите си имате своји обврски и ние овде меѓу себе си споделуваме, си помагаме колку што можеме и тоа ме исполнува кога го гледам ова дружење меѓу себе и насмевка на лицето на пензионерите. Не се само добри во гостопримствата, тие се одлични и во спортот. Во регионални спортски игри од 13 дисциплини освоиле 9 први места, додека во републички освоиле 4 први места, 2 златни во стрелање и 2 во тегнење на јаша. Како што гостопримливо не пречека, така и не испратија, но овој пат со македонска песна. Вечно ќе ја сакам, убавта ја своја, Скопје кажи ми. Големата мајка Божица на плодноста во Тумба, Маџари. За прв пат е откриена теракотна представа на големата мајка, представена на засега непознат начин меѓу неолитските култури од другите балкански простори. Импресивните димензии од 39 сантиметри висина, класичната смирена поза на бдеењето над куќното огниште ја прават оваа теракота ексклузивна. Долниот дел од фигурата го представува домот заштитен од неа. Македонскиот неолит се карактеризира со култ кон големата мајка. Ваков тип фигури се пронајдени речиси во сите неолитски наоѓалишта во Македонија, но можеби најубава е големата мајка од Тумба, Маџари. Се враќаме повторно во студиото или што би се рекло дома во локалната програма Скопје ми е дома, кое што, така рековме во ведниот дел со првиот соговорник, градоначалникот Стефковски, како за сефте. Го продолжуваме така динамично разговорот за општината каде што е и дома на вашата вистинска телевизија. Вториот соговорник со мене во студиото е повторно од општината, односно председателката на Совет, госпожа Диана Илиевска. Добре дојдовте. Но градоначалникот се кажа, сега јас викам што ќе правиме сега ние така муабет, бидејќи онака наброи еден куп проекти, па во секој случај има доволно сработено, да. А не сме тука и да набројуваме, нели, туку малку и да си поразговараме.
председател на совет. Советот е тука нели да ги потврдува, пренесува одлуките на градоначалникот, од друга страна и да насочува нели да носи стратешки документи и програми и така натаму, да го одобрува трошењето на финансиите преку буџетот, за оние што не знаат, можеби ќе направиме малку едукативна содржина за функционирањето на локалната самоуправа. Меѓутоа, во секој случај, одговорна задача, бидејќи вие најнепосредно ги представувате граѓаните, ајде да не речам, во вашата улица, во вашето мало. Што ви велат вака после 2 години мандат? Изминати. Добро вечер. Најнапред да се заблагодарам за можноста и поканата да учествувам и да бидам дел од вашата вечерашна емисија. Поздрав до сите гледачи кои во моментов ја следат оваа емисија. Навистина ми е чест и задоволство што токму општина Газибабе, првата општина со која што почнуваат овој серијал на епизоди, посакувам многу успешни емисии во периодот што следува, емисии кои навистина се многу поразлични, на еден поинаков начин граѓаните ќе имаат можност да ги запознаат општините во градот Скопје и во Република Македонија. Тоа секојдневие, нели, така, со така, кое што, како рековме, нема да ги нервираме, ќе ги информираме, релаксираме, па дури и мотивираме. Да. Реков дека градоначалникот ги наброја добар дел од проектите. Кажавме дека се работи за комбинација на рурална средина и урбана средина, што е мощно и специфично и за управување, и обично во руралните делови има поголеми болки, барем така велат, од инфраструктура до основни стандарди за живот и така натаму. Дури често пати кога разговараме и за туризам во други некои наши емисии, велат имаме ние услови и за рурален туризам и за секаква промоција, меѓутоа немаме добра инфраструктура. Докаде сте со таа приказна? Така. Претходно на прашањето, нели, како се чувствуваме после изминатите 2 години, нели, како советници, не зборувам конкретно јас како председател на совет, воопшто, значи за секој советник, навистина советниците се сервисот на граѓаните, значи тие се линкот помеѓу граѓаните и градоначалникот, се она што советникот ќе го забележи или можеби ќе го добие, нели, како информација од страна на граѓанинот се транспортира до службите во општината, нели, до градоначалникот, каде што на крајот, еве конкретно, нели, кога го имаме и креирањето на буџетот, значи се собираат сите оние предлози кои што ги имаат граѓаните, се прават отворени средби со местните заедници. Градоначалникот исто така има еден отворен ден на кој што, нели, се обраќаат и доаѓаат граѓаните за нивните потреби и на еден многу транспарентен и отворен начин се вклучени граѓаните во креирањето на буџетот и сите нивни потреби реално, нели, согласно буџетот, средствата во буџетот се вклучени во програмата која што текомно ќе се реализира и верувам дека, нели, после секоја измината година ќе имаме се поголем број на реализирани проекти. Ете вака да речеме, на пример, јас како жител, иако не сум жител, туку како вработен во телевизија, кој што рековме во атарот на општината, или било кој од нашите вработени, кој е начинот? Ете, имам некоја идеја, а ние минуваме добар дел од нашето време овде во вашата средина, во вашата општина и комуницираме така, одиме до продавница, имаме исто така комши кои ги сметаме за наши соседи, се дружиме со луѓето, нели, околу нас, кои се и наши гледачи меѓу другото. Кој е начинот да дадеме предлог? Например, како оди процедура? Не стане јасно на самите гледачи, на граѓаните, кога би сакале да дадат предлог за одредено... Или некоја идеја за нешто што би сакале, или да посечат проблем, или да предложат нешто. Кој е начинот? Ја знам дека имате ти отворени средби, меѓутоа не знам, ете онака надвор од тоа. Веројатно сте транспарентни, отворени, достапни за секој. Реално, навистина, Газибабе е голема општина и некогаш и не е во можност и самиот градоначалник да ги забележи сите работи, нели, или некои недостатоци, или во меѓувреме некоја улична светилка изгаснала или се отворила некаде дупка, нели, затоа се тука и граѓаните и самата администрација. Општината има и телефонски број, нели, на кој што може да се закажат средбите со градоначалникот. Администрацијата е на терен, едношалтерскиот систем каде што можат граѓаните да се опредат и да достават свое барање, нели, до службите кои што понатаму се разгледува, исто така и локалните советници, нели, кои што се сервисот на граѓаните, се со цел да се соберат што поголем број на барања од жителите за да можат реално да бидат задоволени и нивните потреби. Супер. Спомнавме природа, ќе се вратиме на руралните средини повторно, меѓутоа јас би сакал овде малку да ги вклучиме самите граѓани. Здраво, живо, во живо, дали го имаме во студиото.
Здраво, Борко, светскиот патник кој го прошета светот, меѓутоа овој пат ќе зборуваме за Газибаба. Пионерски поздрав, Вака, значи, Борко е од оние луѓе, јас да појаснам само, кои што како нас, добар дел од последниве години на неговата професионална активност ги помина овде и како дел од Железара и дури многу се соживеа и не само професионално, туку и како жител. Па, Борко, како е да се живее во Железара? И да се работи, пред се работи. Да, јас година дена работам во Железара. Железара е една многу интересна мала населба, која што има можеби најубавиот парк во цело Скопје. Сега знам дека градскиот парк можеби делува така поинтересно и попознато за сите. Ако нека се ја верувам дека има прекрасен парк. Така. Кој што за пауза на работа е совршен. Супер. Тоа некако му доаѓа не само релаксација, како што рековме, туку и онака деконтаминација, медитација и да не шириме. Во секој случај знам дека беше чест посетител на паркот. Дали и се уште доаѓаш наваму, специјално да речем, во паркот? Па, еднаш два пати се погодило. Ја што сакам да кажам за паркот е дека би сакал да не се уништи, бидејќи во Македонија знаеме како е се што имаме убаво некако се уништува, така да еве апел преку оваа емисија до тие кои што гледаат и посебно до градоначалникот да си го чуваат паркот, да си го чуваме сите заедно паркот, но исто така и до народот. Со нас и председателката на Совет, да. Па не сум сигурен, јас тоа сакав да ја поставам дилемата, дали тука тежиштето е на сервисот на општинските служби или е тежиштето, односно повеќе на самите граѓани и нивната култура, особено во една сложена средина како град Скопје, каде што има преклопување на дел од комуналните надлежности со градот како град Скопје и локалните општини како единки во град Скопје. Јас пред некој, мислам дека беше, ако не грешам, 2,5 или 3 месеци, бев на една акција баш во Газибаба, во паркот за садење на дрва. Добро. И сега дрвата што садат, дојде еден постар човек кој што учествува во 5-6 акции и он кажуваше, абе зошто ги правиме акцији кога дрвата што ги садиме после година-две замираат. Сега тука е тој некој многу интересен момент. Прво имаше многу малку луѓе, значи да ги искараме од Железара, дека многу малку луѓе имаше. Но второто е да пробаме да садиме дрва кои што ќе бидат за нашите деца и внуци. Значи да пробаме да садиме врсти на дрва кои ќе имаат големи крошни, кои што ќе може да има околу нив нови приказни, да си играат повеќе, така да ние треба душа да му даеме на некој начин граѓаните на паркот, а од страна на општината да не ни прават згради или нешто, да не им текне нешто така да не го уништат. Борко Наумовски, светскиот патник, каде натаму? Нови дестинации или тука ќе се вратиш низ Скопје? Сега во понеделник одиме за Босна, ќе правиме интервју со Семир Османагич, со пирамидите, ќе правиме исто така и во Црна Гора, и во Србија, и во Косово, некои интересни работи ќе снимаме, така да прочетаме, после тоа пак тука, па со Господ напред. Пред почетокот на овој блог, кога сме веќе кај пирамидите, ја спомнавме Тумба Маџари. Неолитска населба, чинам дека 6 век пред наша ера и така натаму. Си бил, си снимал, ќе одиш? Па би сакал да снимам. Што би сакал да истакнам за овој случај, но и за другите случаи? Па го имаат, прво е редок локалитет, го имаат на грбот на општината, така. Па да, ама ние не си ги промовираме, туристите не ги знаат, немаме тури. Тука е тој момент дека во многу нешта во Македонија може да се направат пари, многу нешта во Македонија можеме некако да ги подигнеме, ама прво мораме самите да си ги пазиме. Еве да речеме, јас сум од општина Бутел. Се прекина врската, ако не ја воспоставиме повторно, мислам дека доволно вовет ни даде Борко за целиот муабет. На некој начин повторно не сакајки, спонтано се вративме и на руралните средини, на природата и на она што го спомнав јас и туристичкиот потенцијал на руралните средини, особено не споменавме и Тумба Маџари, нема да влегуваме во тоа ќе го третираме преку некои други содржини кои се занимаваат со таа проблематика. А богатство е реално на Газибаба, навистина. Тоа беше
прашањето инфраструктура, докаде сме, во 21 век сме, во 20 трчкаме, одите забрзано, се обидувате да го решите тој проблем? Навистина, како што спомена и градоначалникот, значи Газибаба е голема општина со голем дел на рурални населени места. Еве јас ќе кажам дека навистина сум горда што доаѓам од рурално место. Исто како градоначалникот, целиот мој живот сум во Газибаба родена и веќе 38 години живеам во Газибаба и сведок сум како Газибаба расти и се развива. Дома, така. Развојот на туризмот и руралните населени места и така земаат зама во последниот период. Навистина голем дел на граѓани се повеќе сака да дојдат во руралните средини и некако повеќе и почнува да се мисли да се развива реално тој дел. Ние еве конкретно ќе кажам за Скопска Црна Гора, или како еден дел каде што навистина нуди многу. Се обележува и трим патеки кои што нели се овозможува на граѓаните да можат да пешачат, значи ете покрај водно, можат да дојдат и на Скопска Црна Гора. Се извинувам за дигресијата и за упаѓањето, но не можев да издржам. Имаме ние една таква содржина авантуризам во кој што токму овие нели знаменитости ги нагласуваме и сме имале за Скопска Црна Гора. Така, навистина. Тоа е, ете, ќе кажам, богатството, на што спомна и соговорникот, нели, за парк шумата Газибаба, едно исто така прекрасно место и срцето, би рекла, на општина Газибаба. Навистина се трудиме да тие населени места, рурални средини бидат задоволени потребите на граѓаните, да може тие да останат реално да живеат таму, затоа што навистина се места кои што нудат многу и животот во село, би рекла, нели е многу поубав во град. Јас навистина сум среќна што тоа се развива и многу голем број на проекти се случуваат и во руралните населени места, се градат фекални и водоводни мрежи и особено сум среќна, еве ако би можела да кажам, нели во периодов, ете во изминативе 2 години, што е она што можеби мене ми е навистина задоволство што се направило од страна на оваа локална самоуправа, од страна на градоначалникот Боман Стефковски, нели со поддршка на Советот, што веќе во Газибаба нема населено место кое што нема питка и чиста вода за пиење, што беше деценијски проблем години наназад и навистина граѓаните во 21 век се соочуваа со недостаток на вода, но денес тоа не е случај веќе. Пред да преминеме нашиот следен соговорник, споменавме и автокоманда, и железара, и сите други населби, на некој начин сите сте поврзани со тоа. Јас би сакал следниот прилог, односно следите два прилози кои се однесуваат на автокоманда и на парк шумата, која што ја споменавме многу пати вечерва, да се вратиме во студиото со следниот и последен соговорник и на Вибер. Газибаба парк шума. Споменик на природата од 1976 година со површина од околу 100 хектари представува посебен феномен, бидејќи многу ретко се наоѓа толку голема површина под шума во средиштето на една урбана средина. Иако се работи за вештачки подигната култура, од своето формирање до денес, оваа шума станала вистинска дива биоценоза со сите своји атрибути. Тука се јавуваат голем број на разновидни лисјарски и четинарски видови на дрвја и грмушки, а најраспространети се црниот бор, јасенот, дабот и други. Што се однесува до габите на Газибаба, вкупниот број изнесува околу 140 вида. Има регистрирано 56 видови на дневни пеперутки. На 3 километри оддалеченост од центарот на градот, на левиот брег на реката Вардар, населбата Автокоманда припаѓа во рамките на Скопската градска општина Газибаба. Главен јавен простор на населбата е плоштадот Филип II, на кој се наоѓа споменикот на истоимениот крал заедно со фонтаната од антички војни и девојки. Низ Автокоманда поминува булеварот Александар Македонски, кој всушност е продолжение на автопатот кон Гевгелија и Куманова.
но исто така тој води кон Битпазар, центарот на Скопје и Карпош. Исто така, низ автокоманда поминуваат и краците од железничката пруга, кои водат кон Гергелија, Команово, Тетово и кон фабриката Железара. Самото име во тесна врска со настанокот на населбата, имено по завршување на Првата светска војна, војската на кралството СХС проценила дека овој простор е погоден за стационирање на транспортните единици и на еден дел од денешната населба изградиле транспортна база. По завршувањето на граѓанската војна во Грција, во автокоманда им се дава пребежиште на македонците кои биле протирани од своите дотогашни домови во Грција. Војската на СФРЈ ја дислоцирала оваа база при крајот кон 1964 година. Се враќаме во студиото, прво издание на локалната програма на Вистинска телевизија, Азбука на Скопје, Скопје ми е дома. Разговараме за општината Газибаба, во која што се лоцирани и просториите на нашата телевизија. Со мене во студиото и во досегашниот разговор беше председателката на Советот Дијана Илиевска, а во меѓувреме имаме уште еден гостин во студиото преку Вибер. Се надевам дека го имаме и дека врските се окей. Ај здраво живо. Имавме малку музика ние преѓе во емисијата, ни запеа некои пензионери, ама сега не би било лошо и од овој аспект да не сме многу озбилни, инфраструктури, патишта, канализации, водоводи. Здраво живо за Илија Филиповски. Нашите пријатели програмски, да речам, со кои се дружевме, па добре дојде во нашата програма. Мило ни е што како жител на оваа општина можеме да те вклучиме и да си поразговараме за тоа како е да се расте, што би се рекло. Сега можеби не си жител овде, меѓутоа добар дел од детството и образованието го помина. И дали има разлика од тоа време кога нели бевте млади и ова денешно време со денешните деца и денешните општини на крајот на краиштата? Така, најпрво благодарам на поканата. Еве ми е чест што е во првата емисија кога станува збор за општина Газибаба, јас сум ваш гостин. Како што кажа, јас сум пораснат во општина Газибаба, поточно во селото Железара, 30 години живеам таму. И навистина имам прекрасни спомени, прекрасно детство, секако неизбежно е да се спомене и бисерот на општината, парк шумата Газибаба, што јас како жител на Железара бев привилегиран да ми е само на 50 на скали од мојата зграда и мислам целото детство со татко ми од мали нозе фудбал, зимно време кога ќе падне снег, тоа снежна идила и навистина прекрасна населба, преубави помени, многу дружење, многу малки живот, уште не знам, раните денови со гитара пред града, фудбал, сите мои детски игри, можам слободно да кажам дека еден убав малски живот имаше во Железара, мислам и уште има. Но секако со нови технологии не верувам да е како што било порано. Викате со телефоните и да излезат надвор да се дружат, ќе притискаат во телефоните денес. Убава идеја ова со гитарата, да. Да земат гитара, ама мислам дека уште има така и има нека оптимизам. Ако нема ќе ги поттикнеме, ќе ги охрабриме, така, ќе ги мотивираме заеднички. Вакво мисли дека тоа е убавината на малски живот, на дружењето, фудбал, музика и така. Твоите родители, колку што знам, уште ни се тука комшии на телевизијата во населба Железара. Да. Носите убави спомени, поздрав до комшиите и се надевам дека со поздрав и до останатите членови на Маестро, со кои што веќе другаруваме и се дружиме преку нашата програма, така и со некои малку и ексклузивни содржини во ексклузивни моменти и така натаму. Ова не е таков профил на емисија да те прашувам како поминавте во Австралија, знам дека поминавте супер. Се гледаме во некое музичко издание, до тогаш секое добро и те очекуваме на гости на кафе и со гитарче да се седниме во дворот, па може ќе дојде некое дете па ќе запее со нас. Ајде секое добро се гледаме. Поздрав. Чао. Ете, тоа е, значи, оние што пораснале и останале овде, без разлика дали се преселиле, остануваат некако врзани со вакви спомени. Ги имате и вие, предпоставувам. Да не го заборавиме дронот, го споменавме со граначалникот, вие додека одеа овие прилозите, коментиравме тука заеднички, што одгоре поубаво се гледа, што би се рекло, па што видовме, што би сакали да го нагласиме од дронот?
Навистина видовме многу убави работи и убава е Гази баба. Убава е, вистина, ете, јас ви признавам. Така е, убава е Гази баба. Еве, јас би го истакнала, можеби, бија истакнал местото кое што представува гордост на општина Гази баба, можеби тоа е и плоштадот во... Да, го видовме на почетокот и повторно. Во автокоманда, на кој што навистина е изграден, ете го споменикот на Филип II Македонски, има прекрасна фонтана и верувајте дека има една прекрасна емоција. Кога да поминам таму се слуша детски џагор, дечиња мали си играат, меѓутоа може да се забележат и повозрасни луѓе кои што седат и буквално уживаат во тој простор, нели, што го имаат. Исто така плоштадот е едно место на кое што, нели, сега во изминативе 2 години под покровителство на градоначалникот Бобан Стефковски се реализира и голем број на културни и музички манифестации со голема програма и манифестации кои што се наменети за сите категории. Реално има и за најмладите, и за повозрасните, и едно прекрасно место за уживање. Допрва не чека убаво време, допрва ќе правиме акции. Јас мислам дека од оваа емисија веќе излегува неколку идеи за такви слични акции и дружби. Драго ми. И верувам дека сите заеднички ќе придонесеме, а ова со децата е посебно радосно. Прилично динамично, јас ви реков дека ќе ни летне времето и времето ни летна. Ние имавме тука повторно нешто да ве вратиме и да ве подсетиме, да бидеме, нели рековме, не само информативни, туку и едукативни со тие квизовите. Квизовите кои што ги видовте ќе ги практикуваме и понатаму во смисла да ве едуцираме, нели, да ги заинтересираме младите за некои факти кои што се наоѓаат во нивната непосредна близина. Меѓутоа, она што е поважно во нашата интеракција во иднина, ќе можеме да направиме малку и да се разиграме, па да погодуваат, па да ги наградуваме и така натаму во зависност од, нели, профилот на општината за кое што ќе зборуваме во некое идно издание. Овде сме на самиот крај, ќе морам да ги ставам на очарите, очилата, се извинувам, за да го кажам уште ова, значи ќе можете да не контактирате вашите предлози, сугестии, а во иднина и одговори на квиз прашањата со SMS порака, односно на Вибер на телефонот 070 414 050. Претпоставам дека го имате на вашите екрани. Програмата можете да ја следите на нашиот интернет портал vtv.mk 24/7 во HD резолуција, а тука се секако и Facebook страната, Инстаграмот, каде што можете да не заследите, можете да ни пишете и да не исконтактирате на било каков начин. А за комшиите, оставете телефони, оставете вибери, дојдете ни на гости на кафе, ние веќе однака се дружиме со добар дел од комшиите во Железара. Благодарам уште еднаш, ми беше многу мило што имав баш онака жители на Газибаба кои што пораснале овде и кои што со срце и душа зборуваат за општината, не само заради сервисната, па и политичката функција која што во моментов ја имаат. Благодарам, посакувам многу успеси. Ви благодарам. Почитувани гледачи, овде завршува ова прво, рековме, сефте на емисијата, локалната програма Азбука на Скопје, Скопје ми е дома. Ве очекуваме дома со некоја следна општина, следниот четврток во 6:15. Јас сум Благој Шаклевски и се гледаме за 7 дена. Таму е Скопје, град мој љубав лише, што ми расте сни. Вечно ќе ја